одлучува. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас свекувам шестата седница на Советот на општина Могила, што се одржува денес на ден 29.12.2025 година. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од петтата седница на Советот на општина Могила. Дали некој има забелешки? Го ставаме на гласање, кој е за? Не го добивме, ама во ред. Подобро да го одложиме, бидејќи не го добивме записникот. Тогаш точката нема да ја читаме. За дневен ред ги предлагам следните точки. Точка 1. Предлог програма за субвенционирање на јавни предпријатија основани од општина Могила. Точка 2. Предлог програма за јавни дејности и образование за 2026 година. Точка 3. Предлог програма за реализација на активностите на општина Могила од областа на заштита и спасувањето. Точка 4. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2026 година. Точка 5. Предлог буџет на општина Могила за 2026 година. Точка 6. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Могила за 2026 година. Точка 7. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот на платите на државните службеници. Точка 8. Предлог одлука за определување на пазарна вредност на градежни земјоделско земјиште на територија на општина Могила по зони катастарски општини според просечната цена на извршените купопродажби во претходната година. Точка 9. Предлог одлука за утврдување на висина на комунални такси во општина Могила. Точка 10. Предлог одлука за утврдување на висина на стапки на данок на промет на недвижности на општина Могила. Точка 11. Предлог одлука за утврдување на висина на стапките на данок на наследство и подарок на општина Могила. Точка 12. Предлог одлука за утврдување на висина на стапките на данок на имот на општина Могила. Точка 13. Предлог одлука за изменување на вршители на должност, членови на управен одбор на ЈКП Пелехиги на општина Могила. Точка 14. Одлука за изменување на вршители на должност, членови на управен одбор на ЈКП Пелехиги на општина Могила. Точка 15. Ке ја разгледуваме наредната седница, посакако сега не може да има исплати. Точка 15 ќе биде програма за мини фудбал. Проектот. Точка 16. Донација. Точка 17. Меѓуопштинска соработка со општина Битола и точка 18. Меѓуопштинска соработка со општина Демирхисар. Вака прочитан дневен ред. Дали некој има забелешки на дневниот ред? Доколку нема, вака прочитан дневен ред го ставам на гласање, кој е за? Дневниот ред едногласно е усвоен. Точка број 1. Предлог програма за субвенционирање на јавни предпријатија основани од општина Могила за 2026 година. Тука е Комисијата за финансии. Комисијата за финансии предлог програма точка 1 со 3 гласа за усвоено. Добро. Дали некој има прашање во врска со оваа точка? Точката е ставаме на гласање, кој е за? Едногласно со 10. Точка број 2. Предлог програма за јавни дејности образование за 2026 година. Комисијата, тука е Комисијата за јавни дејности. Повелете. Добар ден на сите. Предлог програмата за јавни дејности и образование за 2026, комисијата изгласа со 3 гласа за. Дали некој има прашање во врска со оваа точка? Точката е ставам на гласање, кој е за? Едногласно е усвоена. Точка број 3. Предлог програма за реализација на активностите на општина Могила од областа на заштита и спасување. Комисијата за планирање и уредување на простори, заштита на животна средина и природата. Повелете. Предлог број 3. Програма за реализација на активностите на општина Могила од областа на заштита и спасување за 2026 година е изгласана со 3 гласа. Дали некој бара збор? Точката е ставам на гласање. Едногласно е усвоена. Точка број 3. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните,
1926 година, Комисија за финансии, Комисијата за финансии, буџет на општина Могила изгласано со 3 гласа за. благодарам. Во врска со оваа точка, повелете. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници, во врска со предлог буџетот за општина Могила за 2026 година, доставив амандман на овој буџет и се надевам дека ќе биде прифатен од мнозинството советници. Согласно член 15 став 2 и член 163 од деловодникот на Советот на Могила, го предлагам следниот амандман. Во предлог буџетот на општина Могила за 2026 година, во билансот на расходи, во програмата Д0, градоначалник, под програма Д00, категорија 42, ставка 426, други теховни расходи. Износот 450.000 денари се менува и гласи 350.000 денари. Во билансот на расходи во програмата Е0 администрација, под програма Е00, категорија 42, ставка 426, други тековни расходи. Износот 1.500.000 денари се менува и гласи 1.300.000 денари. Во програмата ЈД, изградба и реконструкција на локални патишта, улици и мостови, се формира нова подпрограма, изработка на проектна документација за асфалтирање на улици и паркинг место во село Дедевалци, Путурус и Црничани. Нова подпрограма се доделуваат 300.000 денари на ставка 425 договорни услуги, односно услуги за проектна документација. Образложение. Со предложениот амандман нема да се направи дисбаланс и диспропорција на расположливите средства во буџетот на општина Могила. Изготвувањето на проектна документација е предуслов за аплицирање и финансирање на инфраструктурни проекти. Со ова се возможува развој на локалната инфраструктура, зголемена мобилност и подобрување на условите за животот на жителите. Изработката на проектна документација поточно се однесува за следните улици во село Дедевалци. Улица во должина од 462,28 метри, улица во должина од 77 метри, паркинг простор од лева и десна страна во близина на црквата Воскресение Христово со вкупна површина од 923 метри квадратни. Паркинг простор во центарот на селото во близина на продавницата со вкупна површина од 256,21 метар квадратен. И остануваат уште во село Путурус и село Црничани. Во село Путурус, улица до манастирот Света Петка, во должина од 550,08 метри, и село Црничани, главната улица во должина од 413,28 метри. За подетален преглед имам тука и слики. Требаше да бидат доделени овие до советниците, меѓутоа не знам од кои причини не беа доделени, нема врска, не навлегувам во тоа. Јас се надевам дека овој предлог, овој амандман ќе биде прифатен од мнозинството членови на советот, бидејќи се работи за подобрување на патната инфраструктура во овие населени места, бидејќи претходните 4 години баш немаше некој капитален проект во овие населени места и сметам дека посебен приоритет особено треба да се стават паркингот кај црквата во село Дедевалци, паркингот пред продавницата, како и манастирот Света Петка во село Путурус. Нормално сега предлогот председателка да може да го стави на гласање. Благодарам. Значи предлог амандманот најпрво од Даниел го ставаме на гласање. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржан. Колку имаме? 7. Значи секој проект што се предлага е добар, но буџетот и програмите се правени врз основа на можностите кои што ги има општината и во наредните периоди, нашиот мандат е 4 години, ќе гледаме да се прават проекти и за останатите селонамо каде што немаше, значи во 4 години да има изградба во цела општина Могила. Сега, дали некој има прашања во врска со предлог буџетот? Повелете. Јас имам прашања. Значи, како што гледам тука во вкупни приходи имаме 180 милиони, 1197. Се извинувам, само прашањата ако може да се запишуваат до лицето кое што го изработуваше буџетот. Ако може сега ќе се одговори, ако не ќе мора писмено. Повелете. И расходи 208 милиони 143 419 илјади. Сега, тука гледам ќе имаме дефицит од 28 милиони 841 илјада 222. Дали тука пишува
домашни задолжувања. За што по конкретно ве градоначалникот сакам да го прашам, за што ќе биде ова задолжување? Дел од финансите кои ќе ги обезбедиме, кои ќе проектна документација е изработена, тендерската е при крај за реконструкција на двете училишта и спортската сала, на термофасади и поставување на фотоволтаици на трите објекти, за промена на затоплувањето, односно обезбедување уште по еден котел со пелети на слама и за професионална вентилација за тргување за спортската сала. Тоа е околу 30 милиони, така да 20 милиони ќе биде задолжувањето. И уште едно прашање имам во врска со социјални бенефиции. Тука гледам во претходниот буџет биле планирани 1.250.000, а во сегашниот имаме 900.000, што значи имаме 350.000 денари помалку за оние ранливи категории како што се болни, немојкни лица кои имат потреба од социјална помош. Зошто имаме намалување? Социјални бенефици е конкретно опремнината и наградите, не е таа ставка за социјална категорија или финансиска помош, конкретно финансиска помош за физички лица. Социјалните бенефици се, добро е што се сеќавам на сумата, 900.000 денари за точно опремнините и наградите. Толку ќе кошта општината наредната година, уствари тие се акумулирани во овие последни 5-6 месеци, 10 годишнина, 20 годишнина, опремнина за пензионирање, смрт на родител, токму таа сума. И друго, зошто не ни беше доставен буџет со 6 цифрени ставки, а не само со 3? Значи вака немаме контрола кој во која ставка е фактички. И друго сакам да прашам колку средства, например, колку расходи има за гориво. Во овој случај немаме прегледност во ваквиот предлог на буџет. Во зависност од во овие 4 години, мислам дека 600 до 800.000 денари за во зависност од цената на горивото, потребите на општината трошиме повеќе. Што е дупло помалку од претходните 4. Значи над 1.500.000 се трошел претходните 4, тоа мора да напомениме, со помала цена на гориво. Толку имам, благодарам. Дали некој друг има прашања? Точка број 5 ја ставаме на гласање, кој е за? Извини, само ако може за прашање. Ајде, Мравидов, повелете. Почитуван градоначалник, почитувани советници, еве јас конкретно ќе зборам за моите населени места Подино, Светодори. Значи нема да го оптеретуваме буџетот со некои средства. Ве молам ако може да одговорите дали за водоводите, знаете дека го имаме проблемот со водата, дали ќе треба посебни средства одобрување или ќе може тоа да се реши, мислам дека се постоечки направени водоводи, дали ќе може тоа да го добиеме како население. Ние немаме, знаете, кај нас ни училишта, ни градинки, немаме потреба од таква работа. Подино се Светодори како водоводи се влезени во ставката на комунални дејности, односно комуналното претпријатие ЈКП има предвидено буџет за решавање на или санација на одредени проблеми. Но најголемиот проект од да речем кој е започнат од минатата година е токму водоводот за водоснабдување на 8 села, меѓу кои Подино се Светодори, Рачарица, Српци, Беранци, Трновци, Вањевци, кој ќе кошта 70 милиони денари. Тоа е генерално статистички во овие 30 години најголем проект кој го изработувала општина Могила, заедно со повиците од владата, кредитирани од унгарскиот кредит и кофинансирање. Морам да напоменам дека ќе имаме кофинансирање во третата фаза на распишување на тендерот, бидејќи 13 или 15 е проектиран водоводот, тогашните цени на електриката, на пумпните станици, на цевките со денешните е голема е разликата, така да конкретно за Подино се Светодори за решавање во целост на водоводот се работи и ќе се реализира, се надевам успешно до крајот на наредната година, во целост сите 8 села да бидат приклучени на чиста вода за пиење од градскиот водовод. Се извинувам само во меѓувреме доколку се изработи тој водовод, дали ќе може постоечките водоводи да бидат во функција што ги имаме? Баш ќе се користат базените кои ќе бидат соодветно стартирани, базените ќе се користат на сите водоводи, базените ќе се користат. Дотокот ќе биде до базените, бидејќи секундарната мрежа мора да се користи која е во населените места. Ова е главен цевковод до пумпна станица, до базен за напојување на селото. Кога во иднина би се изградиле секундарните, би коштало
изгласана со 3 гласа за. Благодарам. Дали има прашања? Во врска со точка број 9 беше ова? Да. Точка број 9, да. Точката ја ставаме на гласање. Едногласно е усвоена. Точка 10. Предлог одлука за утврдување на висина на стапки на данок на промет на недвижности на општина Могила, исто Комисија за финансии. Комисијата за финансии, точката број 10 исто изгласана со 3 гласа за. Точка 11. 10, да. 10, да. Да, во ред, да. Дали некој бара збор? Точката ја ставаме на гласање. Едногласно е усвоена. Точка 11. Предлог одлука за утврдување на висина на стапки на данок на наследство и подарок на општина Могила. Повелете Комисија за финансии, точка 11. Исто така, точка 11 изгласана со 3 гласа за. Точката ставам на гласање. Едногласна. Точка 12. Предлог одлука за утврдување на висина на стапки на данок на имот. Точка 12. Комисија за финансии. Комисијата за финансии, исто така, точка 12 изгласана со 3 гласа за. Дали некој бара збор? Во материјалите нема за таа предлог одлука поради најверојатно административна грешка. Дали стапката е иста како претходните години, само се префрлуваат? Океј, фала. Дали некој бара збор? Точката ставам на гласање. Едногласно е усвоена. Точка 13 е сега точка 13 управен, точка 14 е надзорен. Има техничка грешка само овде. Точка 13. Предлог одлука за изменување на вршители на должност членови на управен одбор на ЈКП ЛКГ на општина Могила. Комисијата за верификација да ги назначи биде членовите. Дали некој има прашање? Јас имам. До кога трае мандатот на овие, што се да речем, сегашните? Му заврши мандатот? А зошто нема, например, јавен повик пак според закон за јавни претпријатија? Ќе бидат веде само до објавата на јавни повик. Во ред, благодарам. Дали некој има прашање? Точката ја ставам на гласање. 9 гласа за, против, воздржан 1. Точка 14. Предлог одлука за именување на вршители на должност членови на надзорен одбор на ЈКП ЛКГ на општина Могила. Комисија за верификација. Дали некој има прашања? Точката ставаме на гласање. 9 гласа за, против, воздржан 1. Точка 15. Програма за изградба на мини спортски терен од страна на ФИФА на територија на општина Могила. Во врска со програмата беше разгледувана од страна на Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животна средина и природата и Комисија за комунални работи и сообраќај, Комисија за планирање и уредување на просторот. Повелете. Ова е за проектот што го добивте, што не читајте го. Да. Дополнете. Може да му го... Да. Само как ставот на комисијата, да не мора да го читате насловот. Повелете. Програмата е изгласана со 3 гласа. Благодарам. Исто и Комисијата за комунални работи и сообраќај, Даниел. Комисијата за комунални работи и сообраќај ја разгледа оваа програма, имам само забелешка што на седница не го доставивте материјалот, меѓутоа со оглед на фактот што се работи за донација и изградба на игралиште, јас нема да бидам деструктивен како што бевте деструктивни за амандманот кој што јас го поднесов и ќе ја поддржам оваа програма. Благодарам. Дали некој друг има прашања?
изгласано со 3 гласа за. Благодарам. Дали некој има прашања? Точката ја ставаме на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Точка 17. Одлука за продолжување на воспоставена меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Могила. Дали некој има прашања? Дали може да се образложи зашто поточно е општинската меѓу соработка? За со Битола, да. Аха. Во ред. Дали Благодарам. има прашања? Точката ставаме на гласање. Едногласно е усвоена. И точка 18. Предлог одлука продолжување на воспоставена меѓуопштинска соработка помеѓу општина Демирхисар и општина Могила. Дали има прашања? Побарате. Во врска исто со оваа точка имам прашање зашто не е воспоставена меѓуопштинската соработка со општина Демирхисар.